Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добродојавте во Гласот на народот. Вечерашната тема е една од трите власти во државата, а тоа е судската власт. Односно, насловот е јаснен и гласно дециден. А тоа вели некредибилно судство, уништување на правосудниот систем. Држава сме за подсмев во секој случај. Зошто велам? Кога меѓународниот фактор кој се трубел, се правел да смени политички амбиент, за подсетување знаете, прво со таа холандска тројка и така натаму, дојде време од истата таа држава Холандија, првиот човек на амбасадата тука, или представник на кралството Холандија, да дојде и да направи државата резил, односно властите и сите околу власта, тоа е дека правосудниот систем не заслужува никакво внимание. Во интерес на времето, почитувани, бидејќи имам прекрасен соговорник кој ќе го задржи вашето внимание, сакав само да ве замолам за разбирање дека ставовите се на народот, што ќе ги презентирам, бидејќи тоа е на акумулација на ставови и критики, што јас само ќе ги презентирам во вечерашното издание. Мерџан Даути, адвокат со референца, е мој соговорник. Добро вечер и добро дојдовте. Добро ве најдов. Благодариме на поканата. Ја ви благодарам што ми дојдовте во студиото, со оглед дека ве имав за и околу поддршката на судската администрација, која навистина не заслужува таков дискретирачки однос и си ги бара своите права, а без судската администрација судот е празен. Секој бара своје право. И самите тие службеници, како на судство, така и на обвинителството, треба да ги барат. Ако не ги барат, тогаш треба да ги критикуваме. Так. Неопходно треба да имат поддршка. Затоа што зависиме и очекуваме доста резултати од нив. Секако, доколку не бе мотивирани, никој не сака да работи без никаква мотивација. Ако нема стимул, нема напредок. Реалната состојба е таа, што неопходно ние треба да ги поддржуваме. Господине Даути, ве памтиме како адвокат кој ги следевте случувањата на предметите на СЕО против функционери на ВМРО ДПМН. Не знам како ме памтите вие, но јас неопходно треба да кажам само нешто. По распадот на комунизмот произлегуваат две резултати. Едното беше нуклеарниот систем, а од друга страна распадот на државата. По точка 2, распадот на државата, ние не смееме да дозволуваме да имаме распад на нашата држава. Со функционирање на специјалното обвинителство, не дека тоа го имам кажано и порано пред општеството, пред мои колеги, суди, обвинители и адвокати, туку целта ни било кој ќе биде резултатот. И резултатот, вистина, се покажа сега на крај, што само до тоа поранешно СЈО произлезе без никаков резултат. Дали тоа беше во вистинска смисла на зборот бркање на вештерки? Ви имате друг начин на анализа. И јас како личност имам друг начин на анализа. Додека ние сме имале обвинителство, додека постоела и обвинителство за организиран криминал, додека сме имале судство, почнавме една институција да ја креираме
како вештачка институција која неопходно требаше да има и специјално судство. Не може да има специјален обвинител ако немаме специјален судија. Не можеме да имаме еден сектор што ќе имаме напад без одбрана. Резултатите на тоа специјално обвинителство произлезе дека само имавме уништување на правосудниот систем. И тоа ни е денеска резултат, што ако не превземаме действие, без разлика од наша страна како адвокати, како комора, без разлика од обвинителството, без разлика од судството, неопходно ние да се солидаризираме сите како фела, за да даваме поддршка за правосудниот систем. Ако не ни постои правосудниот систем, уште од старт ние ќе имаме Дали е уништување. кредибилно, бидејќи самиот наслов е некредибилно, е уништување на правосудниот систем. Па резултатот го имаме денеска. Затоа што ни еден предмет не се заврши. По чија вина? Што они значи треба тоа? Немаме ни еден предмет кој денеска ни е правосилен од тие предмети. Без разлика дали некој би бил осуден или би добил ослободителна пресуда. Освен случајот на поранешниот премиер со случајот Тенк. Меѓутоа, ако тоа било целта, треба да ни служи на чест само за еден предмет колку можеме да имаме успех. Еве имаме случај, спомнавте случајот Тенки и пресудата против Никола Груевски, поранешниот премиер, кој, да бидам искрен, сега и уште еден парадокс, ја не верувам дека така ќе остане, верувам дека ќе се смени политичкиот амбиент според јавното мислење, дека нема така да остане. Во тој Мерцедес, кој не се изнамози, кој не е гости од висок профил, нај-хај левел, да рече, највисока позиција од американска, европска, дојда, се прошета, се извозија, премиерот поранешен Заев, сегашниот Ковачевски, и да не ги редам поред. Која е таа перверзија у раскош, народна забелешка? Јас нема да навлегувам лично, меѓутоа за мене... Дали беше тоа судска или политичка одлука? Сепак, јас треба да се фокусирам на постапката. Не сум денеска адвокат на поранешниот премиер, меѓутоа проблемот требаше да биде предметот како предмет. Тој кривичен предмет помина без вештачење. И самиот предмет, што не се знаеше која била целта, без реализација и без извршување на вешт наод и мислење од страна на обвинителството како тужител во тој предмет и без да се дозволи вештачење од страна на одбраната, не можеме да имаме вистински предмет. И затоа сите тие предмети од поранешно СЈО треба да се преотварат за објективно да имаме резултат на тие кривични предмети, затоа што ќе останеме само за жалење. Дали знаете дека случаите со СЈО, случаите со 27 се зимат како дел дисциплина во изучување на правната наука во другите држави како најнегативни? Ние се земаме како пример наводно другите земји кои ни се соседни, дали е Србија, дали е Албанија, дали Косово. Ние се земаме пример дека имавме позитивни резултати. Меѓутоа, се додека не фалат други, а ние тука во земјава сме незадоволни, Ма не критикуваат како лош пример на практикување на правната наука. во моментот, на жалост, имаме пример с Косово, која е држава од вчера, да го кажеме буквално, и како држава правосудниот систем функционира на ниво. Јас имам соработка со мои колеги адвокати и од Косово, и од Албанија, и од Србија, што соработуваме.
Тие сами како адвокати не фалат. Меѓутоа, кога доаѓат да се соочат со некој настан, некој предмет, некој случај што имат, си излегуваат разочарени. И ние тоа го дозволуваме затоа што ниту едно законско право не ни следува. Не ни следува со тоа што ние имаме проблем пред се со правата кои ни се загарантирани со Уставот и со законите. Што треба да имаме? Законскиот рок на една пресуда за да добиеме од страна на судот тие 60 дена. Имаме предмет што го добиваме како пресуда последниот ден или па повеќе од 60 дена. Не е тој прекршок? Тоа е прекршок, тоа е непочитување на самите граѓани. А се носи пресудата во името на народ. Ќе ми дозволите, навистина ретка прилика, јас ве почитам многу ми значи што сте мој соговорник. Од причина што прочитав за дека сте ретко многу честен и објективен како адвокат, како представник на правната фела, на судската фела, речем секој случај, каде што отворено и јасно упатувате критики на место. Народот прашува и се навистина изненаден од случајот Смилковско езеро. Ние имаме обвинети кои се инволвирани во еден голем, тежок злосторство, што никому не посакам, ни една држава, на ни едно семејство, каде што млади деца замина, ни виновни. Во Косово, бидејќи ви го спомнавте, се уште седат двајца обвинети кои нема никаква можност, шанса да бидат екстрадирани во Македонија. Дали го почитувате и го поддржувате тој чин? Ве молам. Јас повторно Како човек, како родител и како правник ве прашувам. Повторно ќе нагласам. Сето тоа што е предвидено со закон, јас го почитувам. Макар тоа да биде и против мене. Меѓутоа, не би сакал да биде нешто против законито, со тоа што ќе биде и против мене. Кога се работи кога се работи за некоја постапка, кои да се тие, треба да го земеме предметот од почеток. Јас пак се изборам за објективни случаи и објективни настани, за да имаме ние еден прав кривичен настан. Ако постапката ти дозволува, а законот има пропусти, ќе ни произлегуваат да имаме секогаш измени и дополнување на тие закони. Екстрадицијата не е од страна на судството и не можеме ние тука да ги напаѓаме судиите или обвинителите. Јас се прашувам чисто како правник, како го толкувате сето тоа дека со таа институција, како на обвинителството, како на судството, како на Постапката за екстрадиција не е во рацете на судството веќе. Во ред да речем, Тоа е во рацете на извршната власт, односно на Министерството за правда и внатрешни работи. Еве ве прашувам колку би биле вие премиер на Косово, министер за внатрешни и министер за правда, како би се однесувале? Простите ве молам. Доколку би бил, што не можам да бидам, ниту на Косово, ниту на Било која држава, не да речеме се ваков случај да име. Простите, не ми се задржа, само кратко ми одговорите на тоа. Законот е неопходно што треба да се почитува. И јас сум да се почитува законот. Добро. Албанскиот јазик во судовите, како го толкувате? Дали сте задоволни? Ова е моје прашање и благодарам токму за ова прашање. Добро. Затоа што за албанскиот јазик јас сум едниот и единствениот како адвокат кој сум платил парична казна за моите поборувања посебно во предмет пред Основен кривичен суд Скопје за да можам да го искористам албанскиот јазик. Правото на албанскиот јазик не е само да говориш, меѓутоа никогаш не ти се дозволува да имаш симултан превод. Се одека не се предвидуваат правото на говор,
правото на поднесување на барање на албански јазик и правото на симултан превод, тоа не е почитување на закон. И законот за употреба на јазиците не се работи само за албанскиот јазик. Таму се работи за сите национални единици, за било кој граѓанин, затоа што во Македонија не живеат само албанци. Знаете зашто да го направив? Направив една паралела. Отивилам туѓата болка на собствена кожа не се чувствува. Јас многу го почитам вашиот став и го поддржувам, значи треба да се почитува во секој случај. Чувството на секоја етничка група на народи кои живеат во Македонија да се испоштува нивното право. Еве, повторно би рекол на овој случај што верували не, како автор на овој 23 годишен проект. Многу прашања сум добил, посебно од семејствата на овие родители, на овие деца кои почина. Затоа ве замолив да ми кажете, не дека некој ќе ве наречуте предавник, простете, народна забелешка, новинарска забелешка, ако дадете една оценка. Дали еднашка треба се расчисти ова и нашиот сосед Косово треба да биде фер кон Македонија, македонскиот народ и тие семејства, да направи таа екстрадиција. Преку медиумите колку што сум запознаен и тоа што сум го следел. Како нашите министри што имале средба со нивните колеги од Косово. Ако до овој момент не го решиле, ние треба да ставиме знак прашалник зошто од нивна страна. И реално не сум јас тој што треба да има страна, не за албанец или за македонец. Етнички, пак. Правдата нема национална страна. Токму тоа сакам да кажам. Нема религија. Кој треба да одговори? Дали во политичко прашање, политички договор? Не може да има политички договор се додека Знаете зашто зборам? Дека во ова не се држава покренува постапка за екстрадиција. ова држава владе политичка гарнитура која малтене е супериорна од така наречената политичка партија која октрирано дојде на власт и таа е изгубена изборите 2016 се мисли на СДСМ визави ВМРО. Ја не сум адвокат ниту на едните, ни на другиот, зборам автоматично како народно збори. Значи, ДУИ е партија која раководи со политичкиот амбиент во државата. Тоа е нивно право легитимно и никој не им може. Така е договорот беше меѓу СДСМ и ДУИ. Како што спомна господин Али Ахмети, како што било порано и така ќе биде. Тој никој не може да му го земе правото. Отио така се договорил. И Заев, и Ковачевски се го прифатија, а штета е на народот. На државата. Значи не сум тука да го нападнам ДУИ, ниту Али Ахмети и неговите... Јас не сум тука да го бранам ДУИ и Али Ахмети. Јас сум тука да бидам ваш соговорник само по однос на правосудниот систем. Говорите. Ја немам повеќе да ве прашам од политичка. Нема да избегам од реалноста. Можете да го бегнете прашањето, ве молам. Не. Јас сум тука присутен и немам намера да... Знаете зашто? Знам дека сте храбар, не се работи за храбар адвокат кој застанавте цврсто стамено за сите случаи на политичка партија која беше бркана. Знаете што? Прво поглавицата кога го совладете во битката, веќе ја совладувате војната. Тоа беше и со поранешниот премиер Никола Груевски. Почитуван, јас само едно ќе ви кажам и многу отворено. Ако со ова нема да ми верувате, не знам како. Јас Сакате да докажете за Косово уште, за тоа, за случајот? По однос на ДУИ и Али Ахмети што ми спомнавте. Јас имам поднесено барање за албанскиот јазик до председателот на државата, господин Пендаровски, до председателот на собрание, господин Джафери, до поранешниот премиер, господин Заев, до сите амбасади. Имам поднесено барања за моите права како бранител во тие постапки. Имам поднесено барања и до сите правосудни надлежни органи. Ниту едниот не ми одговорил писмено за правниот институт што го побаравме за сите тие прекршени права,
на самите граѓани, вклучувајќи го и странката која што сум бил јас бранител. Затоа што тоа време доста на поранешни политичари и државни функционери им нарекувале по социјални мрежи дека вие сте предавници што сте земале еден адвокат албанец, а од друга страна сум имал и јас напади затоа што сум бил подмитен, што имаме ние тарифа и застапуваме секој со своја волја кај адвокатот, а од друга страна што сум бил и јас предавник затоа што сум бил бранител на поранешни политичари. А зашто предавник кој тебе коалициони партнери? Токму ова сакав да потврдам, се поставува прашање. Почнувајќи од првата политичка партија на албанците, Демократски просперитет, па до денеска Демократската унија за интеграција. Па и новите политички партии што се формират денеска и што постојат, без разлика со колку гласови, со колку пратеници учествуваат во парламентот, и они се коалицијски партнери со македонски политички партии. Каде е вината сега на нас како граѓани? Каде е заштитата на нас како адвокати? Освен моите колеги адвокати што сум имал, односно условно кажано, да бидат солидаризирани со мене и комората, другите, и кога добив парична казна за моето барање пред кривичниот суд, никој не ни дал поддршка. Сега, ако вие го добивте одговорот, сметам дека го добивте. Рековте клиенти. Кој профил на клиенти имате, ако смеем да прашам? Јас сум адвокат од 2010 година, како сум остоен адвокат, и порано сум бил и како адвокатско друштво. Денеска јас имам меѓународно друштво за адвокатура, каде што сме една мрежа од 142 земји од цел свет. Браво. Во 4 континенти. Ние имаме и профил на фирми што застапуваме правни субјекти, како и физички лица, вклучувајќи и сите овие што ги спомнавме до сега. Значи, доста авторитетен нетворк имате во секој случај. Малце околу случајот ТНТ. Вие го застапувавте случајот против обвинетиот за случајот ТНТ, така? Да. Таму Фија Цановски беше оштетена странка, рушење на Космос. Дали е Фија Цановски оштетен? Ние сме го кажале тоа и пред судот. И тоа сме го кажале на самата постапка на воведен говор и на завршен збор. Дека не може да има три различни поборувања за оштета. Првата била 55 милиони. Евра, извините. 55 милиони евра. Ако некој ќе може да утврдува таква штета, со тоа што на самата постапка пред судството, пред јавен обвинител, биле презентирани доказни материјали од сите постапки што ги поднел самиот оштетен, Фија Цановски, против државата, пред сите надлежни судови, почнувајќи од Основен граѓански суд, Управен суд, Апелационен суд Скопје и Кривичен суд, таа странка ги има изгубено 34 случаи. Доаѓа на крај со тие 34 случаи да се осудуват овие 9 обвинети на ова постапка. Односно сега се само 4 обвинети кои се осудени, другите се ослободени. Почнувајќи од поранешниот премиер Никола Груевски,
поранешниот министер за транспорт и врски Милијан Киевски, градоначалникот поранешниот на Газибаба Тони, како и надлежната инспекторка за градежништво. Сите овие кои беа осудени и сега таа постапка пред апелационен суд од страна на одбраната, поднесени се жалби, произлегува дека кривичниот предмет ТНТ остана да се докаже само во ова кривична постапка. Сите други предмети, почнувајќи од дозволата кој градел без соодветна Документација. одобрение за градба. Дали на Фијат Цановски му се досудени средства, пари? Предвидени се кој треба да размислиме многу подобро, затоа што таа штета нема да ја плати кривичниот суд, нема да ја плати апелационен суд или врховен суд, туку таа штета ќе ја плати државата, Народот. односно ние како народ. Дали во штетата лежи и причината за пресудата? За тоа треба, ако давам јас денеска одговор, ќе биде субјективен одговор за некого. Суди беа господин Огнен Ставрев и Шаман Осман Шабани. Првиот почина. Сега преметот е во апелација. Што очекувате? Како ќе се одрази тоа? Како ќе се одржи тоа? Повторно ќе нагласам дека мојот одговор ќе биде субјективен, затоа што ние бараме тој предмет да се укине, односно нашите клиенти да бидат ослободени, затоа што не може да се утврдува таа штета, не може да се утврдува вина кога пред се. Ќе земам само еден пример. Имотен лист на недвижен имот кој е изведен како доказ на самата постапка од страна на застапникот на обвинението, немаше број на имотниот лист. Односно самата постапка не ни било прочитано тој доказ, тој имотен лист со број на парцелата. Што тоа значи? Тоа значи дека на таа постапка за тој имотен лист може би дали јас или вие да сте собственик на тој недвижен имот. Затоа што се чита имотен лист каде што ние не знаеме чив е имотот. Може ли тоа да се случува кај нас? Како е гледате идината на предметите на СЈО? Ние како адвокати не гледаме иднина. Иднината на тие предмети треба да гледат тие што ја формирале СЈО и тие што биле во СЈО. Адвокатот, дали е објективно да имате незаконски начин на следење? И тоа денеска го слушаме, има и ново следење, ми тоа верувам дека ќе си има и своја вистина, мислам своја разрешница, да ти е страв да кренеш телефон, да ти е страв дома да седнеш, дека некој ќе те слуша, каква атмосфера имаш дома и што работиш, што правиш. Тоа е веше параноја, тоа е не параноја, тоа е перверзија или чисти воеризам, ако што тоа води. Но како се имплементира новиот закон, да се имплементира новиот закон за кривична постапка? Закон за кривична постапка или кривичниот законник? Кривичниот закон, пардон. Кривичниот законник и овој чекор е за почитување. Ако нешто е направено денеска, е направено токму поради тој член за злоупотреба на службена положба и властување. 352, 353. 353. 353. И релевантен е бројот. Член. Па знаете Подбор. колку пати се модифицира овој член? Прво беше за криминалната приватизација, да се ослободат од одговорност директорите околу нивното однесување се ослободување на вина на сторителите на кривични дејанија, за да бидат честни и чисти, без блатно да им фали на главата. Со ова законска одредба, секој може секого да го тужи. Затоа што нема лимит. Како голема штета
се смета секоја вредност над одреден износ, односно над 30.000 денари. Штетата за се утврди со ова законска одредба сериозно е, да не кажам вулгарно, идиотски. Зошто? Затоа што секој ќе предвиди и штета која не е сторена, но тоа ќе го измисли за воеднина, дека е направена штета на ова маса, меѓутоа во ова маса би имало и компјутер, би имале и други средства, со тоа што само да се зголеми вредноста на таа штета. Вистината е да сум фактор на правосудниот систем, јас ова законска одредба би го повлекол во целост. Да. Зашто не се снима во стенограм записникот од главната расправа? Уште еднаш ве молам? Зашто не се снима во стенограм или главната расправа, записникот на главната расправа? Имаме, не можеме да кажеме дека немаме, софистициран е кривичниот суд, има... Меѓутоа има негодување дека не се почита. Има, да, не можеме, ако тоа го бара странката или ќе се прати како посебно барање во тоа процесно барање од страна на странките, тоа постои. Денеска збориме за судовите во Скопје, ги има. Ги немат доста подрачни единици. Да, во интерес на времето имам доста прашања. Дали ако не се снима е законски тоа? Не е законски. За поставеноста, да речеме, односно застапеноста на банците во институциите, би сакал да прашам. По однос на институциите, не можеме да кажеме... Дали се попривилегувани од другите мацински единици, етнички заедници, со оглед дека тука имаме само еден диспаритет, односно имаме фактички албанците се повеќе застапени визави другите етнички заедници. А збориме за правата на мацинските заедници. Почитувам господин Томич. Во еден момент на собрание на Адвокатска комора, на нашиот председател, јас му имам кажано дека во Адвокатска комора треба да има и председател албанец. Јас не знам што треба да биде бројката, што би значил. Зошто? Затоа што ние се додека не бараме професионални лица кои ќе не застапуваат, кои ќе бидат раководни лица на тие институции. Квалитетен кадар се. Квалитетен кадар. Секој случај. Јас не гледам дали е албанец, дали е македонец или било дали која... треба токму за кадарот, за квалитетот на кадарот или за паритетот, да речем, на бројката сам да биде било кој да е, само да биде... Квалитетот треба да го почитуваме и да го бараме. Ние не смееме да бараме дали е албанец или македонец. Малце сум ми следуваат едни групци, една компилација на прашања што се од суштествен карактер. Судовите во Западна Македонија, визави македонските и албанските, да речам, представници. Која е бројката, може да ни кажете, процентуална? Например, Тетово. Во Северна Македонија имаме 34 основни судови. Дали западниот дел или било која страна на државата со кое застапување има, дали се албанци или македонци, стварно во Тетово или во Гостивар не можеш да се гледа кој каде е. Знаете процентуално колку е тоа? Во моментот и во Гостивар
има да не сгрешам со проценти, меѓутоа повеќе се македонци него албанци. Јас имам други информации, околу 70, дури 80% се албанци. Како граѓани или како како представници на судската власт. Не би можел сега да тврдам, пошто треба да ги бројам сите колку се во овој дел. Спомна зборот Северна Македонија, морам да. Ретко имавме еден брифинг, слушав, читав, пак чечам трет пат за вас. Голем патриот сте, за ја почитувате и рековте дека не заминал во странство, бидејќи татко ти Аманет ми е. аманет ви оставил од да мојот останете родител. во Македонија. Но зошто употребувате Север? Не сте политичар, не сте пратеник. Гледам дека некои од љубов кажуваат. Ја не сакам да изборам го потем, бидејќи не ми е мил, не го прифаќам, не ја чувствам таква. Кога се родивте, во изводот што ви пишуваше? Република Македонија. Нели? Тоа е поубаво, позвучи, помило е. Знаете зашто, Даути? Јас напишав една колумна, велам, тоа колку казино и слот машина. Колку пати ќе се рече С и паѓа тоа. Верувам, вие не сте тако. Вие, ајде да речете некој кој може би му е, викат, пак ќе речем, туѓата болка на собствена кожа не се чувства. Меѓутоа, македонскиот народ не го прифаќа. Не сваќате во тој контекст. Не знам дали би смел да не почитувам уставот на мојата држава. Меѓутоа, уставот е со сила сменет. Насилнички. Вие сте адвокат. Дали го толерирате тоа што со сила извади? Не со сила, со договор. Со договор ти мене војвода, како беше тоа сега, да се наградени се тие што гласа против, значи во штета на Македонија и да се севени уставот беа наградени. За разлика другите се уште гнијат по затворите. Јас ги почитувам вашите години. Меѓутоа, јас не можам никогаш да бидам против уставот, законите, нормите и правилниците на Никогаш уставот, устав на една држава како што е македонскиот не е полиберален, толку да речам дарежлив. Знаете што, јас верувајте ми, јас сум србин по народност, македонец од душа. Ја никогаш не сум се противставил на тоа што на фактот дека државотворен народ е македонскиот. И крај, не се разговара. Франција е французите, Германија се германците, во Англија рекол британците. Он никогаш нема да прифата мултикултурализам. Но ајде одиме само за најфиналниот дел, а тоа е ингеренциите на политиката и политичарите во судовите. Пред некој ден Врховниот суд председател на Врховниот суд ја покани по посета на гости, да кажам, представникот на Стейт департментот, односно амбасадорката госпожа Гелер. Ја мислам дека имаме и слика, може реже да ја пушти, да се подсетиме на тој амбиент, каде што судиите најсрдечно поканија. Во позадина ни оди сликата и тоа веќе е еден аларм дека нешто не е во ред. Судии да поканат прв човек на една голема држава, на стратешки партнер, што тоа веќе е дерогирање до крај. Тоа е даска. Како го коментирате се тоа, мала? Не сгрешили. Не сгрешили затоа што самата наша држава, Република Северна Македонија, сите наши представници, почнувајќи од председател на држава, почнувајќи од председател на собрание, почнувајќи од председател на влада и сите министри наши се гордеат кога имат посета од страна на американските сојузници. Се одека ние се гордееме, се одека ние бараме заштита од нивна страна, бараме заштита од страна на НАТО. Ние сме држава која е членка кандидат за Европска Унија. Ако ние не ги почитуваме тие, тогаш ќе треба... Но тие се жалат, не не ги почитува, меѓутоа ние треба да бидеме држава во вистинска смисла зборот, со владење на право, значи да не ни се меша премиерот кој да е, да не сакам да ги спомнам. Не смее никој да се меша. Меѓутоа тука имаме партизација
Во судове случај со апелација, пример, најтазе. Таму има кршење на коплја. Имаме млади дечки кои ќе го употребат се партиски војници, кои имат на пример 6 години искуство, визави некој кој во мои години, да речем што има 40-30 години искуство. Потпуно се согласувам. Дали се те американците или се, видите да ви кажам, господин Дути, ред, таксативно сакам да одговорите. Колку сме авторитетни како држава која аплицира, која претендира да биде полноправна членка во еден во еден голем сојуз, а кога имаме партизација, некредибилно судство и да речеме да, ние сме подготвени да бидеме членка. Де факто, ние за никаде сме. Ќе ми дозволите... Вашите 2 минути и 30 и завршуваме. Ќе ми дозволите, се одека ние не дозволуваме овој правосуден систем да го срушиме до крај, се одека ние не покренуваме сами иницијатива за мобинг, ветинг и контрола над правосудниот систем, не сакам никој да ме свати здраво за готово, меѓутоа ова е реалноста, за да имаме успешен мониторинг на судство. Успешни кадри, не дека ние немаме професионални суди и обвинители. Влијанието, кој, колку ќе имаме, дека овој е попаметен или па дека овој е најубавиот, резултатот ќе ни биде нула. Ако ние не покренуваме иницијатива за ветинг, резултатот на правосудниот систем и еден од првите услови за членската на Европска Унија не е правосудството. Без правосудство резултатот ќе ни биде нула. Значи, тотален ремонт на Ако сакаме да не бива. Ја ви благодарам многу што бевте мој соговорник. Ми беше чест и задоволство што имав еден вистински соговорник, без во ракавици да ми одговори на прашања, кои би наистина беа жешки. Седевте наистина на жешко столче вечерва. И нека биде примери за многу други политички субјекти кои не доаѓаат, ја немам потреба да кукам за ова, меѓутоа ова е пример како се збори отворено и без влакно на јазикот. Благодариме многу. Задоволство ми беше да сум ваш соговорник. Благодарам уште еднаш, почитувани Мержан Даути адвокат. Видимо што имавте можност да ослушнете од прва рака која е неговата дефиниција и вистинска оценка како треба да изгледа еден правосуден систем. Видите, живи здрави, се гледаме утре во истото време. Беше задоволство и чест да ги споделам овие 45 минути заедно со мој соговорник и со вас. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.